Прво да посакаме успешен и добар ден, да имаме мирен, гласашки ден, да си го избереме правиот човек, онака како што мислат граѓаните, така да правото сепак е на граѓаните и е многу легитимно да тие самите си кажат она што треба и тука треба да се ставиме една ситуација што ќе значи едно поздравување денешниот ден. Денешниот ден почна според нашите информации кои што ги имаме добро, сите избирачки места се отворени, успешно без некои посебни инциденти. Забележуваме некои групни организирања на гласање, поготово во ромска националност. Тоа е реагирано до соодветните институции, па очекуваме тие да си преземат мерки доколку нормално има некои ситуации. Во друг дел немаме забелешки, очекуваме да има убава излезненост, Кавадарчани и општина Кавадаци да добие нов градоначалник, така како што мислат само граѓаните и никој друг. Очекуваме да видиме нов градоначалник на општина Кавадаци, чим биде чест и задоволство граѓаните да го потврдат тоа. Сметам дека е доста позитивен денот за гласање. Очекуваме фер, демократски избори, позитивни избори, кои што сега за сега гледам дека се одвиваат во една доста позитивна атмосфера. Исто така се надевам дека граѓаните на општина Кавадарци ќе го дадат својот глас за оној кој што сметаат дека е најдобар. Им посакувам среќа и на моите против кандидати, секако и на самата себе. Нека ни ја ирлија денот, нека ни за многу години и се надевам дека во општина Кавадарци ќе победи најдобриот. Па дај Боже да се добие и првиот кандидат жена за градоначалник, мајка на градот, кој што ги го напреди градот во едно подобро заедничко живење и општествено напредување. Тоа јас што го гледам навистина ме радуе. Сум радосен што е една мирна, една како да кажам цивилизацијска атмосфера. До сега не сум забележал, јас сега еве гласав таму, и не забележав никакви недоразбирања или некакви пропусти, да не зборам за насилство и за такви работи кои не се случуваше во минатите. Јас се надевам и верувам дека така ќе биде и до вечер, до крајот на изборите. Треба еднаш да прифатиме некои европски стандарди и европски начин на однесување. Ова се наши избори, локална власт, овдека нема големи политики, него овдека има, значи ни треба домаќинско работење во општината и една хармонија. Така да, ја мислам дека така и ќе бидува до крајот на денот. На наше големо задоволство, до сега гласањето на територијата на општина Кавадарци се одвива без никакви проблеми, мирно, достоинствено, онака како што доликува на секој, би рекол, демократски политички систем и сум сигурен дека и до 19 часот тоа така ќе биде. На овие 6 поред локални избори, граѓаните имаат шанса да изберат нова локална власт и јас го искористив моето гласачко право и се надевам дека и голем број од нашите сограѓани ќе го искористат исто така нивното гласачко право и до 19 часот ќе го дадат својот глас онака како што тие си имаат определено. Водевме една интензивна кампања на терен, се обидовме да допреме до голем број на наши семејства и во градот и во населените места надвор од Кавадарци. Се соочивме со ниски ударци во текот на кампањата, посебно од интернет порталите и од, би рекол, оние медиуми кои што се поддржани од противничките табори, но тоа е дел од нашето политичко милје и дел од нашата политичка култура. Мојот став и моето гледање на нешто е дека секогаш кандидатите и оние кои што водат, кои што се начело во политиката, треба да пружат рака, да ги бираат зборовите и да дадат шанса да бидат тоа достоинствено завршен изборен процес. Така да ја оценувам така позитивната кампања дека е на некој начин заврши во интерес на сите, иако можеше да биде поддостоинствена и покултурна, но ќе се бориме тоа идната кампања да биде колку што е можно во рамките на она што значат демократски правила. И жалам што не се случи телевизиска дебата. Тоа ми е навистина жал, тоа е штета и за сите оние кои што пратат политика и за сите оние кои што се вклучени. Тоа е бегање од одговорност и тоа не е добро. Очекувам убедлива победа во прв круг, сите услови, сите сондажи тоа го укажуваат, така да во тој дел немаме никаква дилема.